Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во училница на час по општество за петто одделение. Моето име е Игор Боризовски, одделенски наставник при Општинското основно училиште Лазо Ангеловски. На денешниот час ќе обработиме наставната содржина права и должности на граѓаните на Република Северна Македонија. Целта на овој час е да се научат правата и должностите на граѓаните на Република Северна Македонија. Секој човек има своји права и должности кон самиот себе си, другите луѓе во заедницата, без разлика на верувањата и верата, кон законите и кон уставот на државата. Човекови права според законите во нашата земја, а и според Европската конвенција за човекови права се право на слобода, ако не изгрешил по законот. Едно од најелементарните права на секој човек. Секое ограничување на правото на слобода и безбедност ја става личноста во особено ранлива положба и човекот лесно може да стане жртва на нечовечно, понижувачко постапување, па дури и на мачење. Ова право не се однесува само на ограничувањето на слободата на движење и не е ограничено само на притворот кој следи по апсење или по осуда, туку во себе го опфаќа секое произволно и незаконско лишување од правото на слобода и безбедност. Заштитата на правото на слобода и безбедност е дел од правата и основните слободи кои се опфатени уште со Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации од 1948 година. Овој столб во заштитата на човековите права на глобално ниво ги постави темелите на кои подоцна со Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, државите членки се обврзаа дека правото на слобода и безбедност ги има посебно место. Во контекст на заштита на ова право, важно е да се надоврзи и вториот факултативен протокол, чија цел е укинување на смртната казна. Во рамките на Европската Унија, најважен документ во заштитата на правото на слобода и безбедност е Повелбата за фундаментални права на Европската Унија. Овој обврзувачки документ за земјите членки на Европската Унија, инспирацијата ја црпи од Европската конвенција за човековите права, уставните традиции на земјите членки, како и од меѓународните конвенции на кои што е членка Европската Унија. Право на живот. Никој не смее намерно да биде лишен од живот. Право на живот. Елементарно право на човекот, засновано на верувањето дека секој човек има право да живее. Концептот за правото на живот е централен во дебати поврзани со прашањата за евтанзија, смртна казна, абортус и самоодбрана. Во член 3 од Универзалната декларација за човековите права од 1948 година стои: секој има право на живот, слобода и сигурност. Правото на живот е загарантирано и со Уставот на Република Северна Македонија. Животот на човекот е неприкосновен. Во Република Македонија не може да се изрече смртна казна по ниту еден основ. Да не е малтретиран. Никој не смее да биде мачен или понижуван. Семејно насилство, семејно малтретирање, малтретирање на брачниот другар или насилство врз интимниот партнер. Меѓучовечка појава кога одреден член на семејството, партнер или поранешен партнер, физички или психички се обидува да доминира врз другиот. Има многу видови семејно насилство, меѓу кои најзастапени се физичкото насилство, сексуалното злоупотребување, емоционалното малтретирање, заплашувањето, економско лишување и насилнички закани. Иако емоционалното, психолошкото и финансиското малтретирање не се кривични поведенија во некои правни системи, тие се форми на малтретирање и можат да водат кон кривично насилство. Право на слобода и сигурност. Едно од најелементарните права на секој човек. Секој ограничување на правото на слобода и безбедност ја става личноста во особено ранлива положба и човекот лесно може да стане жртва на нечовечно, понижувачко постапување, па дури и на мачење. Ова право не се однесува само на ограничувањата на слободата на движење и не е ограничено само на притворот кој следи по апсење или посуда, туку во себе го опфаќа секое произволно и незаконско лишување од правото на слобода и безбедност. Лишувањето од слобода на поединец е толку сериозна работа, што би било оправдано само ако другите помалку тешки мерки биле земени предвид и при тоа било оценето дека тие се недоволни за заштита на поединечниот
или јавниот интерес, што може да наложи лицето да биде лишено од слобода. Во рамките на Европската Унија, најважен документ во заштитата на правото на слобода и безбедност е Повелбата за фундаментални права на Европската Унија. Овој обврзувачки документ за земјите членки на Европската Унија, инспирацијата ја црпи од Европската конвенција за човековите права, уставните традиции на земјите членки, како и од меѓународните конвенции на кои што е членка Европската Унија. Секој има право на правично судење. Правото на правично судење се однесува на спроведувањето на правдата и во граѓански и во кривичен контекст. На почетокот, важно е да се разбере дека правилното спроведување на правдата има два аспекти. Институционален, например, независност и непристрасност на судот, и процедурален, например, правичност на судењето. Принципот на правично судење подкрепува цела низа индивидуални права со кои што се осигурува правилното спроведување на правдата од моментот на сомневање до извршување на пресудата. Право на почитување на приватен и семеен живот. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон и ако представува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите во едно демократско општество. Слобода на уверение, совест и религија. Секој човек има право на слобода на мисла, совест и религија. Ова право ја вклучува слободата за промена на религијата и убедувањето, како и слободата за изразување на својата религија или убедување, сам или заедно со другите, јавно или приватно, преку богослужба, поука, проповеди, верски обреди и ритуали. Слободата за изразување на својата вера или на своите убедувања може да биде предмет само на оние ограничувања што се предвидени со закон и представуваат мерки во интерес на јавната безбедност, поредокот, здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на други, неопходни во демократско општество. По својата сложеност и комплексност, слободата на изразување има фундаментално значење за низа права и слободи, особено оние кои се поврзани со самоопределувањето и самореализирањето на секоја индивидуа во едно демократско општество. Слободата на изразување допира и се вкрстува со бројни права и слободи, и особено со правото на приватност, слободата на здружување, слободата на вероисповест. Токму затоа, слободата на изразување се смета за сложено право кое се состои од три компоненти: слободата на мислење, слободата на примање информации и идеи и слободата на пренесување и ширење на информации и идеи. Бракот е со закон уредена заедница на живот и маж и жена, во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството. Односите меѓу брачните другари се заснуваат врз слободна одлука на мажот и жената да склучат брак, врз нивната рамноправност, меѓусебно почитување и заемно помагање. Право на лекување и лекарство. Секој има право на здравствена заштита и обврска да се грижи и да го чува и унапредува своето здравје во согласност со овој и друг закон. Никој не смее да го загрозува здравјето на другите. Секој е должен во итни случаи да укаже прва медицинска помош според своите можности и во случај на опасност по животот да ја извести најблиската здравствена установа и да овозможи пристап до итна медицинска помош. Според Уставот, должности на граѓаните на Република Северна Македонија се: должност за почитување на Уставот и законите, должност за одбрана на Република Северна Македонија, должност за пријавување данок и други давачки, должност за унапредување и заштита на животната средина и природата, должност за зачувување и унапредување на здравјето, должност за грижа на децата и за старите и изнемоштени родители.
Правата што ги сакаш да ги имаш, дозволи да ги има секој, само така ќе бидеш среќен. Домашна задача да се изработи 5 табела со правата и должностите на граѓаните на Република Северна Македонија.